Здраво живо и добре дојдовте во уште едно мое видео. Ова видео ќе биде различно од другите, затоа што ова видео само ви снимам еден преубав подземен свет, односно една од најголемите пештери во Европа и сигурно најголема во Босна и Херцеговина, пештерата Ветерњача. Се нарекува Ветерњача затоа што од секаде струи воздух. Има многу процепи горе на пештерата, кои што излегуваат се до врвот на планината над пештерата. Пештерата е огромна, пештерата е преубава, секаде има езерца. Тука исто така живее и човечката рибка. И што е интересно за таа рибка е што, верувале или не, може да живее и 10 години без храна. Таа живее во тотална темнина и ја има во оваа пештера. Се поврзува со човекот затоа што има наместо перки има раце и прсти. И верувале или не, таа може да живее и 100 години. Тоа е една од работите кои што ми беа многу интересни за оваа пештера, а друго што ме натера да посетам оваа пештера е тоа што дел од оваа пештера се нарекува Вилински дел, затоа што во овој дел на пештерата, еве сега што го минам, се најдени игли и конци и остатоци од стара бела облека. И тука се верува дека живееле самовили или вили. Самовили се суштества од нашата митологија, кои што сега се исчезнати, а до пред 50 на години луѓето ги среќавале во пештери, во шуми, покрај езера и слично. Исто и така и во оваа пештера ги среќавале. Јас сум фасциниран од самовилите и секаде кај што ќе чувам дека има нешто самовилско, јас ако сум во можност одам. Затоа што има нешто во тој стар таинствен свет и во тие стари суштества. Не само што има нешто мистично, тука постои нешто магично, можеби и надприродно, а можеби и едноставно се работи само за еден друг вид на суштества. Па така, ако погледнете во оваа пештера, насекаде има вода, има простор, значи тука може да се живее. И ако тие суштества би постоеле, тие би можеле тука без проблем да се засолнат. Иначе пештерава, сега што ви ја покажувам, има патека отворена за јавноста во должина од околу 1 километар, а самата пештера е долга 22 километри. И на неколку километри во внатрешноста на пештерата постои цело едно езеро. Че се работи за неверојатна пештера, се работи за еден мал свет, скриен од нас. И се прашувам, кој ги посетувам овие пештери, колку ли само има подземен свет. Сум слушнал многу приказни дека скоро низ целиот свет во подземјето се простираат ходници и дека дури има и подземни железници скриени од нас, кои што поврзуваат големи градови, земји, па дури и континенти. И кога ќе посетам оваа пештера, ја гледам дека тоа и не е толку чудно и не е толку лудо тоа тврдење, дека можеби сепак постојат бројни тунели под земја. Мене, освен секако што ме интересираат самовилите, ме интересира и тој подземен скриен свет, затоа што се зборува дека некаде во утробата на земјата постои огромно пространство со свое мало сонце, со свој екосистем и со услови за живот. И дека тука некаде постои град. За тој град се пишувале многу книги и се кажува дека господарите на земјата живеат таму или во тој град. И сето
ова го нуди подземниот свет, само доколку го истражиме. Меѓутоа, ние не го истражуваме доволно подземниот свет. И сега оваа пештера е достапна и е голема, и е лесна за шетање. Многу од пештерите се тесни и малку е страшно да се влезе во нив. Меѓутоа, низ оваа пештера е уживање. И доколку би постоел влезот во подземниот свет, јас би сакал да е вака, голем, простран и да се види што има таму. Секако за тие подземни светови, за самовилите и за другите суштества кои што живееле во пештерите, има само усни кажувања, легенди нема никакви. Секако тука се и џуџињата. Џуџињата се едни од жителите на овој подземен свет. Меѓутоа, многу е чудно, например, во нашата македонска или балканска митологија, многу малку се знае за џуџињата. Џуџињата најчесто се поврзувани со рударење, односно со престој и живот во тој подземен свет. Дека може да се живее тука може, како што гледате има вода, имаш засолниште од дожд, од ладно, затоа што тука температурата е константна, односно е некаде од 10 до 13 степени, така да таа е солидна температура да се живее. Во лето ви е ладно, во зимо ви е топло, значи имате природно ладење. Во секој случај, јас сум фасциниран од овој подземен свет и како што кажав, секогаш кога имам можност, го истражувам. А за тие митолошки суштества, мислам дека во овие пештери кои што се така наречено туристичка атракција, тешко дека ќе ги најдеме, но доколку постојат и доколку има остатоци, треба да ги бараме во пештерите кои што се скриени од нас. Оваа пештера, како што гледате, се трудев да ви ја снимам. Не знам колку ја доловив, јас мислам дека ја доловив, затоа што тука снимањето беше забрането. Така јас се одвоив од групата и се потрудив да ви ја снимам оваа прекрасна пештера. Ете, за крај се надевам дека уживавте. Ви благодарам што го изгледавте ова видео. Претплатете се, станете членови, поддржете го проектот Сонцогор. Ве сака и ве поздравува вашиот Сонцогор.